Токму така, Скопје граде мил или уште една скопска приказна во Скопје ми е дома. Дали сте го посетиле во скоро археолошкиот музеј на Македонија? И дали воопшто имате размислувано како археолошкиот музеј на Македонија ја раскажува приказната за Скопје или за главниот град? Кои периоди од Скопје се најмногу застапени во археолошкиот музеј? И за повеќе вакви прашања и теми кои што верувам дека ова попладне ќе бидат интересни за говорење, ги откриваме преку мојот вечерашен гостин и соговорник. Станува збор за господин Трајан Зафировски или кустос советник во археолошкиот музеј на Македонија. Велам добри ден токму за вас. Ви благодарам што ја прифативте мојата покана да говориме за археолошкиот музеј и за приказната за главниот град. Како сте вечерва? Одлично. Да, јас и во најавата напоменав каква улога има археолошкиот музеј во раскажувањето на приказната за Скопје, бидејќи овде во овој циклус емисии говориме за Скопје, па ќе го разгледаме од таа призма и ќе оставам на вас секако да почнете. Археолошкиот музеј представува чувар на историјата на овој голем град. Археолошкиот музеј е жив показател за постоењето на овој град, кој што постои повеќе од 8000 години. Големата Божица мајка, например, што е позната дури на нашите банкноти, е стара 8000 години. Значи, континуирано живење на овие простори од доаѓањето на првите луѓе. Како да ви кажам, првото граѓанско, цивилизирано, рафинирано, групно живење на луѓе до денешно време, Скопје е во континуитет населуван. Тој е еден од најстарите градови на светот и, како што кажав, може да се види од времето на големата Божица мајка, која што исто така изложена во нашиот археолошки музеј, што е било некаде пред 8000 години до денешно време. Континуирано е тоа, само што локациски се менувало каде точно било Скопјето. Во еден момент било на кај Злокуќани, во друг момент било на кај Бадар, па било на кај Маџари, зависи во кој период од својата историја, па подоцна во средниот век на Скопското кале. Така да зависи кој период ви интересира, можете да го проследите целосно. Што најмногу ги интересира посетителите? Скопје во кој период и како се менувал градот во периодите и кои периоди се најмногу застапени во археолошкиот музеј? Сите периоди се застапени, а за посетителите што највеќе ги интересира? Веројатно златните предмети. Знаете, тие се најсјајни. Ево, мојата поставка е нумизматичката поставка. Знам дека најголемиот дел, највеќе од вниманието се посветува околу златните, ексклузивните предмети. Накитот, златен што се златните монети, златните предмети, тие секогаш имаат најсилно влијание. Јасно, ние сепак не сме едно материалистичко општество, на крајот од денот тоа не интересира, тие сакаме работи да ги видиме. Надвор од археологијата, обичното население, тука највеќе се поистоветува себе си, може да го види. Сепак е потребно да археолошки факултет да си има позадина за да може да се разбере нешто како Питос или тие први народи или населување или камења или сите тие испитувања што ги вршиме. Знаете, тоа веќе потребно малце навлегување. Така да сепак останува, знаете, на најубавите предмети, најексклузивните, најубавите, тие се тие што го влечат вниманието и ке децата. Од друга страна, кој период од главниот град за вас е највпечатлив и највозбудлив кога им го пренесувате вашето знаење на посетителите? Што е најинтересно, што е? Па, бидејќи ја работам нумизматика, сепак е моментот кога Скопје представува ковница. Тоа е во својата историја, Скопското кале два пати представува ковница. Еднаш кај во времето на Душан, монетите на Душан представува престолнина на неговото царство и тука се коваат монетите, Душановите динари, и подоцна во времето на Ахмет III исто така Скопската ковница и нешто порано се коваат и во време на Сулеман се коваат монети од Скопската ковница, така да тоа веројатно би го издвоил како специјалност моја. Да, и кога сме кај археолошкиот музеј, несомнено тука ги споменуваме и оние најважни експонати кои што постојат таму, а се поврзани со Скопје, и колку посетителите се заинтересирани да видат се што има таму и колку се заинтересирани за сопственото археолошко богатство кое што неминовно е дел од нашето минато, меѓутоа ја дефинира секако и нашата иднина и е многу важно. Видете, во последно време е се подобро и подобро. Голема е посетеноста. Едукацијата е многу важна. Порано го недостасуваше тоа во постарите генерации. Некако не знаеа како да се доближат до населението. Сега почнуваме со тие едукативни програми што во основните школи, во средните школи. Носиме големи групи на луѓе, носиме многу туристи кои што ги запознаваме со тоа што е нашиве граѓани, ги запознаваме со тоа што е нивно. И се импресионирани. Скопје е фантастичен град. Два пати бил центар на
еднашка бил на Скопскиот пашалак, еднашка време на Душан бил центар на неговото кралство, на неговата бил престолнин. Така да тоа се импресивни работи. Во времето во античкиот период тука се наоѓа античкиот град Скупи. Бил мегалополис за тоа време. Фантастичен град, со храмови, со све така да. Оно што фасцинира и воодушевува се оние тури и посети од најмладите, од дечињата. Колку тие се заинтересирани да слушнат, од друга страна колку се чести таквите тури кои што Постојано, тоа е најбитно. Колку е важна таа едукација од најмали нозе? Најбитно. Во моментот ставаме највисок акцент на таа работа. Бидејќи сепак ние продаваме образование, тоа е институција која се занимава со едукација, да, нашиот производ е едукација, нашиот производ е култура. И морате уште од рано да спремите населението за тоа што е негово, за тоа како да го прими таа информација. За тоа беше порано овој проблем. Ова сега наоѓаме начин како да се доближиме до помладите генерации и до граѓаните. Импресионирани се од историјата на Скопје целосно. Од големата Божица мајка која што на нашите пари до ексклузивните накити што се најдени што ги најдовме последниве години истражувањата на Скупи. Се уште се истражува. Што значи кустос советник во археолошки музеј? Кустос во основата е чувар. Потоа основната работа е заштита на материјалите што ги наоѓаме што ги имаме во секој кустос има своја да кажеме збирка која што е хронолошки одредена. Своја област? Да, која што е хронолошки датум со периоди одредена. Која работам средновековна нумизматика и основното поле е кустос. Првиот пат кога ќе добиете вие збирка сте како кустос. Во текот на годините напредувате, почнувате да правите изложби, почнувате да пишувате статии, почнувате да се занимавате со права наука, со едукација. Сето тоа влегува во таа сфера да стигнете до виш кустос и до кустос советник. Тоа се бодовни листи, дополнителна едукација, магистерски, тоа све влегува во тоа. Така да. Така. Споменавме повеќе различни етапи, имали и повеќе различни локалитети, имали локалитети во Скопје кои што не се доволно истражени според вас и на кои што еве сега се работи моментно? Па сега ќе ви кажам, земете го предвид Скупи. Скупи е истражуван веќе 100 години, а истражен е околу 20 до 30%. Така да тоа се стварно големи градови во тоа време. Комплицирано е, многу средства бараат за да се истражат целосно. А подоцна на сето тоа уште поголеми средства бараат за конзервација. Бидејќи во случај да ги најдете тие објекти што ги наоѓаме, да не се конзервираат во текот на годините од временските непогоди ќе се уништи сето тоа. Исто така и тие работи што ги вадиме. Надвор од златото, сите други предмети се цел на конзервација. Мора да идат на конзервација. Бидејќи фаќаат патини кои што може да го уништат предметот. Така, да, тоа веќе е моето следно прашање, колку е лесно од друга страна тешко да се одржи автентичноста на сите оние пронајдени експонати. Видите, во 90% од случаите успеаме да ги спасиме предметите. Но некогаш има и предмети кои што се надвор од можноста да бидат спасени, тоа се сепак илјадници години, милениуми позадина кои што го развијале самиот предмет. Но во основата, да, ги спасуваме по големиот дел, ги изложуваме, ги чуваме. Тоа е обврската на еден кустос. Баш тоа. Така. Многу активно и многу динамично се работи со Скопското кале. Вие ќе ни објасните малку повеќе. Скопје е град на културата за 2028. Чинам дека некако се поврзаа работите. Да. Докаде е работата на Скопското кале? Што се работи таму, што да очекуваат граѓаните? Скопското кале е најимпресивно. Скопското кале е најистражено. Него ако века го зборуваме, 6 години од мојот живот беа поминати на Скопско кале. Тоа, како што кажав, тоа е центарот на Душановото царство и подоцна центарот на Скопскиот пашалак, така да се најдоа илјадници предмети, илјадници артефакти кои што сега ќе бидат изложени во двата музеа горе на Скопското кале, во Смолискиот и предисторискиот. За средновековниот се уште не е во фаза на градба, но тоа во иднина би било најимпресивно. Скопското кале е дефинитивно најбитниот локалитет што Скопје го поседува. Сметате ли дека досега не беше доволно посветено внимание токму на Скопското кале, кое што е еден беше зафрлено? Ние кога го напуштивме во 2013 со заштитните конзерваторски истражувања, го оставивме во една фаза. И некако во текот на овие колку 12 години, 13
успеа целосно да пропадне. Јас читајќи на овие теми, случајно налетав на една фотографија од Скопското кале, каде што порано вели под фотографијата во описот, таму се славеле порочка, чинам како празник, па се собирале. Многу интересно, многу автентично за тој дел кој што многу е тажно да денес е празно. Ке се сменили таа слика за Скопското кале како обележие на Скопје? Веројатно, сега, откако Скопското кале ќе биде дадено на археолошкиот музеј, ќе имаме сосема различен пристап. Ќе биде исто како да сте во Прашкиот замок или во Прашката тврдина во Прага или во другите поголеми светски центри. Ќе идеме у тој концепт. Ќе биде заштитено, ќе биде за посетители. Овие се супер идеи кои што се од порано. Овие порочка траеше до 90 години. До 90 се уште луѓе доаѓаат таму да го слават тој ден. Некако текот на овие 20 години. Па со тезги, па околу, па посетители. Да, јас сум ги гледал тие фотографии, да се види. Да, за Скопското кале се заинтересира многу и првиот човек на Министерството за култура, каде што заедно со таткото на градот има посети таму. Колку финансиски Министерството за култура е поддршка на археолошкиот музеј, што ќе се работи следно со на кое што го добивате од таму? Кои проекти? Видете, овој пат се сите озбилни околу Скопското кале, овдека веќе нема политика, овдека не лежи у позадина никакви политички агенди, него сите страни се желни да тоа Скопско кале профункционира на начин на кој што би требало. Така да немаме обструкција финансиска, значи тоа треба да профункционира и ќе профункционира. Во моментов сме во пун погон, пуно темпо работиме, значи материјалите ги изнесуваме, ги носиме до археолошкиот музеј, се конзервираат, инвентарираат, се пакува горе, се симиња надоле, така да Верувам дека секој има своја обврска таму и своја улога, бидејќи тоа е навистина процес во кој што секој си има своја улога. Надвор од калето, кои се новите проекти со кои што ќе се пофали и археолошкиот музеј, кои што ете се поврзани на овој или на оној начин со Скопје? Со Скопје? Па едукацијата ќе биде тоа што ќе биде нели во школите, тоа ставаме акцент. Јас археологи има еден проект кој што постојано се грижи за околу тоа децата да се испратат да видат какво е чувството се види на локалитет, па ги испраќаме на Скупи, ги испраќаме на локалитети околу Скопје. Претходната година Кожле локалитетот средновековната тврдина, тоа беше мојот проект, исто така е средена, сега може да се посети, тоа е во општина Петровец. Маџари дефинитивно има посебен акцент, него да не го забораваме. Тоа ќе биде регионален центар за предисторија, тоа дефинитивно идеме во тој правец. Така, кога говориме за проектите и за активностите, вие споменавте публикации, низа изложби, колку сте активни во тој дел како музеј. Од друга страна, постојано сте во соработка со други меѓународни институции, па имате соработки и договори на меѓународно ниво, што се случува на тоа поле? Пред неполно месец дена беше однесен дел од нашите материјали во Унгарија, во Будимпешта, на изложба за хунските предмети од хунско време, поточно од осната антика, од 4 до 6 век. Така да веќе сите тие контакти со тие европски музеи почнуваат да се оформуваат и стварно вистински стануваат цврсти. Веќе тие донесуваат од хистриите, од Хрватска донесува материјали, од Казахстан, златниот човек беше тука, моето лично со јапонската амбасада, мојата сработка ги донесовме куклите Нингјо, така да нашите материјали одат натаму. Колку музејот стои рамо до рамо со овие големи европски музеи и колку музејот е идентитет на градот, на главниот град? Во последно време не може да се пожалиме. Тоа е според проценти се подобро стоиме. Имавме некои проблеми за додека свати околината, граѓаните, властите, која е важноста на ваков музеј. Сега повеќе неаме. Би можеле да се носиме со големите музеи, проблемот е просторот. Во старт имаме минус со просторот. Немаме доволно простор за тоа колку артефакти имаме само од Скопје да ги изложиме, ќе биде препон музеот, ќе нема каде да ги ставиме. Со тоа се размислуваме така да сега оваа сестра фирма што ќе биде, како да кажеме, Скопско кале, ќе ни помогне да ги изложиме останатите предмети што се од исклучително културно значење горе на Скопско кале. Просторот секогаш ќе представува проблем на археолошкиот музеј. Сега ќе ви давам пример. Лувр е сигурно околу 20 пати поголем од археолошкиот музеј во квадратура. Така да збориме за тие светските музеи поседуваат многу повеќе простор. Тука е тоа. Така, ете да се надеваме дека во иднина може и ќе се проширите. Скопје постојано се менува, сликата за градот денес е различна, мораме да признаеме од она која што била пред
повеќе години, колку модерните градби во главниот град ги загрозуваат археолошките оставници? Целосно. Постојано имаме проблеми, имаме соработка со организиран криминал, со инвеститорите во градот гледаат да ги заобиколат сите нивни законски обврски, да ги заштитат тие артефакти. Гледаат да ги отстранат и да градат, за да не мораат да ги конзервираат и заштитуваат. И не мораме постојано оваа борба со приватните инвеститори кои што околу Скупи сме многу внимателни затоа што Има ли загрозени локалитети? Постојано. Да. Скупи е еден од нив. Не ја ви кажам. И кој го контролира тоа и кој Заводот на град Скопје, Завод за заштита на културно наследство на недвижно културно наследство го контролира и Националниот конзерваторски центар исто така го контролираат овој проблем, ама е континуиран проблем. Ова на запад веќе не е проблем. Ние имаме недостаток на едукација. Како да ви кажам, не се само инвеститорите, него си приватни лица кои што се уверени дека можат да се обогатат. Дел од мојата работа е можеби казнената политика овде ќе помогне да се казнат сите оние кои што загрозуваат. Многу озбилна. Едно од најозбилната, едни со највеќе решени случаи. 33 случаи на суд имам баш со оваа проблематика. И по полека нашето население почна да разбира дека тоа не е баш како што нас замислува, финансиски исплатливо и не е неказниво и дека нема да иде во тој правец целата работа. Ќе успееме да го заштитиме, на крајот од денот ќе успееме да заштитиме тоа што било Скопје, тоа што било Македонија порано, така да само е... Некако дењето во музеи не беше сватено како толку модерно, толку популарно. Каква е сликата? Сега имате ли некоја статистика со бројки колку посетители имате и што очекувате ете со сите овие нови проекти, нови модернизации? Видете, ние добро стоиме, за разлика од сите други, 30 до 40 илјади посетители годишно, тоа е добро, но на крајната агенда не се 30-40, него се околу 70-80 илјади. Со овој простор сега, тоа е било таа оптимална бројка ние што ја гониме. И да, реално ќе ги постигнеме овие бројки, како се формираат новите поставки, како се новите проекти, новите изложби, се оформува таа слика и таа бројка и можеме да ја стигнеме реално, да бидат 70-80 илјади. Едукацијата многу помага, тука нема што. Верувам дека и дечиња на екскурзија од внатрешноста доаѓаат исто. Од сите школи, основни, средни, постојано примаме гости, амбасади, странци. Веќе наоѓаме механизам како да им се доближиме. Има ли артефакти од музејот изложени во странство наши? Ако збориме за украдени, да. Да, погледнете во времето на балканските и на светските војни се изнесени маски, артефакти и многу други работи од тука. Еден од најпознатите артефакти од тука изнесен е кратерот од Корешница. Тој кратер е во големина, како да ви кажем, огромен, повисок од мене. И се наоѓа во приватна колекција кај еден евреин господин од Њујорк, кој што го веќе 40 години пробуваме да го вратиме. Значи 30, само 30. Така да артефакти надвор од легалното, се изложени се во приватни збирки дани светов. Како вие денес гледате на сликата за нашиот главен град? Сликата кажавме дека е сменета, па се случи Скопје 2014. Какво е денес Скопје? Го личи ли за главен град? Како не се разбира, мислам, не морам ја да кажам да зборуваме за естетика или не. Бројките зборуваат това. Бројките кажуваат се Скопје пред 2014, Скопје после 2014. Може тоа да му се допадне на некој дали естетски или неестетски, како и да било деградирачки или не, бројките зборуваат сосема друго. Ние во моментот во база на посетители се носиме со Белград, кој што е скоро 3 пати поголем град од Скопје. Посетителите овдека и у Белград скоро идентични. Така да, дефинитивно луѓето ја купуваат приказката. Така, ако ќе направиме сооднос помеѓу домашните и странските посетители? Тука пата. Да, многу странци. Многу, посебно во летните периоди кога поминува... Чинам дека странците се воодушевени, посебно во тој дел? Да. Видете, ние ова што го правиме сега со децава со едукација, ке ни веќе 3-40 години. Ке ни посетување на музеј не е нешто архаично, нешто надвор од вкус или некако. Напротив, доаѓаат, гледаат. Тие доаѓаат само за тоа. Дефинитивно. Чинам дека. Еве кога средувавме Кожле локалитетот, континуирано беа унгарски државјани, германски застанува, чеси, срби застанува. Само нашите државјани уште не се обучени да дојдат, да застанат, да погледнат, да пробат да впијат културата, да... Знаете,
се уште тој едукативниот процес тука е, затоа и ставаме акцент толку високо на него. Ке нас е тој најбитниот елемент што треба. Во повеќе наврати го споменавте локалитетот Кожле, средено ли е сега таму? Јас одамна го меркам за посета. Да, слободно, да. Го средивме да може да прима посетители, сега може да се дојде до кулата, вратено е ревитализирано. Снимане, лидер дрон снимање извршивме да видиме да нема нешто дополнително од самото кале, така да. Верувам дека ви е интересна работата, од каде љубовта кон оваа професија и те конститува кој што го видете што од најмале ноза. Не верувале ли дали Индиана Джонс од филмот, дали е нешто друго, кога ме прашале моите на 10 годишна возраст што сакам да бидам, сум кажал археолог. 30 години подоцна. Многу е убаво тоа кога детската желба ќе прерасне еден ден во професија која што си работи со љубов. Чинам дека периодов сте многу активни на социјалните мрежи. Колку тие помагаат во промоција целосно. Вие и другите медиуми, ние целосно помагаат. Тоа е многу битен дел. Тоа е многу важен дел. Тука тоа беше проблем помеѓу нас и постарите колеги. Постарите колеги не можеа да го овој момент да го доловат. Тоа беше проблемот. Чино во секоја сфера е тоа така, малку повозрастните дека се по-конзервативно, скептични, дека ова не пали, ама навистина е потребно и вие сте ни нам потребни и ние вас секако и потребна е таа социјална култура. Што е следно, што да очекуваме пред да преминам на оној личен дел прашања поврзани со главниот град? Што најсвежо ќе се случува сега, што да очекуваме покрај калето кое што секојдневно сте таму? Отварање на нумизматичката поставка. Таа беше со посебен проблем на нумизматика затоа што се многу артефакти во прашање, бидејќи монетите се дали се работи за предмет кој што е голем колку мене и вас заедно или дали се работи за една монета, инвентаризацијата иде исто. И кога се изложуваат многу монети е потребно многу повеќе време. Така да на 19 мај, ако не грешам, веќе одлучивме да биде отварањето на нумизматичката поставка во археолошкиот музеј. Се уште се одлучуваме за кога ќе биде на Скопско кале отварањето на предисторискиот музеј, и тој треба да се случи веројатно во мај, а некаде во ноември ќе биде Османлискиот музеј. А попатно чекаме да, ако се случи тоа, ако успееме да добиеме зелено светло, да донесеме манга изложбата од Токио. Тоа е лично мои преговори со амбасадата. Тоа се оние, знаете сега деца на што ги гледаат цртани, цртежи, стрипови, цела нивна култура представена преку манга стриповите, да биде донесена во археолошкиот музеј. Знам дека тоа ќе биде успешно, тоа и претходниот пат беше. Веќе агендата за годинава вие полека и пополнета? Да. Имаме неколку симпозиуми, постојано предавања. Постојано сме многу динамично. Последниве години имате работа, ама со љубов си ја работите и на крајот од денот важно е вие да сте среќни и задоволни. Трајан, колку Скопје вам ви е дома и според името на нашата емисија? Скопје ми е баш дома. Тоа е тоа. Не би можела да се видам на ни едно друго место во светот. Како да ви кажам. Трета генерација во аеродром. Од уште кога е направена војската во аеродром, уште од српскиот период кога е, нели, од првиот од аеродромот кога е во Кеназ во општината, таму е мојата фамилија, така да 3 генерации сме овдека. Скопје ми е многу битно. Детството го минавте во аеродром? Да. Аеродром многу си има променето низ текот на годините. Целосно, да, ја посебно од стар аеродром, сега тоа што беа бараките. Денес како ви се допаѓа сите тие градби таму? Видете, јас знам дека ќе биде тоа. Кога бев дете, некаде околу 19 години, живеев една година во Белград и го видов нов Белград како се движи, знаев дека тоа ќе биде исто дека се случи. Да, не може, тоа е природен процес на секој град. Ова ќе стане мегалополис многу брзо. Значи бројката само се зголемува. Луѓе се прашуваат дека мислат дека некогаш ќе згасне овој бум градежен, нема. Сите тие милионски градови настануваат на овој начин. Ќе ви дам паралела. Има една табла која што можете да побарате на интернет за Истанбул. 1960 и некоја година 4 милиона. Истанбул сега е 20 милиона. Текот на 50-60 години тоа се 16 милиона луѓе плюс во градот. Истата ситуација ќе биде со Скопје, исто се случува со Белград. Овие сите градови стануваат мегалополиси. Имаме ли ние капацитети за таков развој? Не, ќе ни изненади, као и све друго. Ќе се разбудиме во тоа дека немаме превоз, сама знаете како е веќе, да не зборуваме од Сабајле како е ако веќе сте у аеродром сте биле некогаш.
Е скоро невозможно да стигнеш на работно место ако не излезеш час и пол порано. Да, од секаде е така. Да, така да ќе не изненади. Ќе не изненади, не сме спремни за ова, далеко од тоа да сме спремни. Не се планира дека може ќе нараснеме во град од 2 милиона за... Па прво да се тргне од основата и од базата, од она кое што е најклучно, превозот и сите тие проблеми на кои што првично се жалат жителите, а потоа да се развиваме во милионски градови. Верувате дека античкиот период го имале и средновековниот период се истиве проблеми. Истиве проблеми, градежните проблеми кои е неплански градено, например грците уште во античка Грција го имаат хиподамовиот систем. Сите градови се базирани врз хиподамов систем на коцки. На фавели поделени. Кога не планирате така, кога не е пари се така направени. Баш тој хиподамов систем кој што измислен 4 век пред наша ера, пред 2400 години, се судриле со истиот проблем со население кое што доаѓа во Атина, кое што немале како да го контролираат и одлучиле да направат како би било најфлуидно да тоа население да тече. Ние овој проблем не го имаме решено. Така да. Ако некој видел и чул повеќе од археологот, нема, верувам, таков, и ти за главниот град, па моето прашање од се она кое што сте го виделе и дозналете за Скопје, што најмногу досега ви оставило така убав спомен и сеќавање, а од друга страна, кои местенца ви даваат посебна енергија, ги полните таму батериите? Во Скопје има такви многу. Кои места ги полнат батериите? Најблиско до срцето. А да не е тоа поврзано со работата? А да не е поврзано со работата? Веројатно водно. Не двои тоа. Сите Скопје не сакаме таму да одмориме, веројатно врвот на водно, жичарата. Знаете, таму ако веќе зборуваме за одмор, за едно еспресо, едно макијато горе на... Знаете, не дека двоиме тука повеќето Скопје не го имаат. Како мотивацијата дека се качиме горе, ние кафето секако. Да, така некако. Нерези е преубаво, исто често сакам да одам таму. Има одреден мир во Нерези. Локациски, купив куќа, да ви кажам, во Бадар, така да Скопје го сакам многу. Бадар е родното место на Јустинијан. Скопје многу го сакам, ама во куќа. Да, така да... Да, тоа се тие локации, ако може да излезам подалеку од аеродром, малку да земам здив, затоа што аеродром е динамичен 24/7. Аеродром е новиот Манхетен за Скопје, 24/7. Така да, веројатно тие ми се омилени места која може малку да... Се работили за модернизација и за нови начини за привлекување посетители на археолошкиот музеј. Јас повторно ќе ве вратам таму и полека и ќе заокружуваме. Кои се најновите начини со кои што сакате да си ги привлечете посетителите и да достигнете таа бројка од околу 70.000? Ево, вие, ваквите емисии се број еден, ништо како вашата. Овие не се многу важни. Секој пат кога имаме ваква емисија, кога ја или моите Морам да ве прекинам и да ве пофалам дека навистина сте едни од ретките и како институција што веднаш излегува во пресрет и на мојата покана одговоривте веднаш, секоја чест и верувам дека сите треба да го следат тој пример. Би требало, ако сакаат да бидат успешни, бројките кажуваат се, на крајот од денот е статистика во прашање, на крајот од денот се резултати во прашање. Ако сакаме резултати, ова, сега што ние двајца го имаме, ова мора да се случува континуирано. Ние мора да се занимаваме со овој тип на едукација на населението. Секој пат кога ја или некој од моите колеги излагаме на ваква дебатна емисија, забележуваме дека во текот на неделата или во текот на 2 недели има зголемување на посетители од околу 20%. Моментални се тие резултати. Ако така делува нашата улога, ние постојано ќе го правиме тоа, само да се посетуваат и само да движи едукацијата во нагорна линија. И порака за крај, можеби со која што ќе го заокружиме овој разговор. Вие сте отворени за снимање и таму во музејот. Јас се надевам дека ќе имаме можност и простор да ви дојдеме и на гости и таму да се снимаме некој прилог. Така да се надевам дека и повторно ќе се видиме и повторно ќе се дружиме. Јас многу ви благодарам што вечерба бевте дел од Скопје ми е дома. Уживав во разговорот, навистина интересна тема, Скопје, археологијата како неисцрпен извор. Трајан ви благодарам и се надевам дека и повторно ќе се дружиме и видиме. Јас исто. Алве. И вам, почитувани гледачи, ви благодарам за времето, за вниманието и од тука со кустос советник Трајан Зафировски упатуваме еден апел, што повеќе да си ги посетуваме не само археолошкиот музеј и другите вакви вредни институции, како за нашиот главен град, така и за целата држава.